Моето патешествие низ руралните региони во Македонија го продолжувам малку на невообичаен начин, од оној така да го наречам вообичаен. Може би се прашувате која е разликата. Овој пат решив моја дестинација да биде некогашната долина која со милениуми ја формирала реката Треска во Горно Порече, некогашното Горно Поречко поле, некогашните поречки села Здујни и Близанско. Поточно речено, овој пат моја дестинација е езерото Козјак, кај народот попознато како Поречко езеро. Решив да ја посетам ова хидроакумулација, поодблизу да ги видам бистрите езерски води, да ја видам колоритната убавина, колоритниот пейзаж, создаден од езерските води, небеските сини, бескрајни височини и планинските поречки горостаси, облечени се во зелено кадифе, се во зелена долама, а дел од оваа колоритна убавина и вам, драги мои, да ви доловам преку објективот на нашата камера. Како по стар обичај, при секое мое патување во било кој крај во Македонија, се имам домаќин, водич, така и овај пат се имав мој домаќин, мој водич низ Поречкото езеро, а тоа беше јавното предпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје Јасен, Јасен од Скопје, кој љубезно се одзва на мојата покана за соработка при реализацијата на оваа патописна документарна репортажа за Поречкото езеро, каде што покрај езерото Козјак, во состав на природниот резерват Јасен, се и водните акумулации Матка, Света Петка, превојот Кула, локалитетот Ивање, во чиј состав влегува и кањонот Матка, Катланово со Катлановското блато и дел од планинските масиви Караджица и Даутица со вкупна западна површина од околу 32.000 хектари. По утрото денот се познава, вели народот. Мајското утринско небо беше кристално чисто, сиво, без ниту едно облаче, сонцето што туку изгреано. Денот ми се погоди да ти и мерак да патуваш. Тргнав рано, можно рано, во утринските часови, за да стасам на договореното место кај браната Козјак. Тамо, на езерското пристаниште со чамецот, ме чекаше Љубе Ристовски, меѓу вработените од резерватот Јасен, попознат како Бабуш. Кој во вистински смисла на зборот ми беше водич низ езерото Козјак, меѓу народот попознато како Поречко езеро. Откако се поздравивме и си рековме здраво живо, запловивме низ езерските води. За полесна пловидба низ езерото по предлог на господинот Љубе Ристовски, нашата пловидба ја поделивме на две етапи. Првата етапа ја започнавме од хидроелектраната Козјак, поточно речено од езерското пристаниште кое се наоѓа непосредно до браната Козјак, па се до езерското пристаниште во вике населбата Близанско, во должина од 20 километри, и втората етапа на нашата пловидба низ езерото, која започнува од езерското пристаниште од селото Близанско, па се до заезерувањето на водите на река Треска во непосредна близина на селото Белица и мотелот Белица, речиси со иста должина од околу 20 километри. Но пред да тргнеме на пловидба, мојот водич, господинот Ристовски, ме замоли, ако може тој овој пат да и даде име на оваа документарна емисија. А неговиот предлог со задоволство го прифатив,
а тоа беше емисијата да има наслов Поречка туристичка летна разгледница. Првата етапа, драги мои, од оваа моја пловидба по езерските води на езерото Козјак ви ја доловив во претходната емисија. Започнувајќи од езерското пристаниште во непосредна близина на браната Козјак, завршувајќи ја во езерското пристаниште во селото Близанско, а одовде, од селото Близанско, ќе се обидам да ви доловам дел и од втората етапа од мојата пловидба по езерските води на Поречкото езеро. Но пред да го напуштам, ако така можам да кажам, езерското пристаниште во селото Близанско, вториот дел од приказнава за Поречкото езеро нема да биде потполна и потполна целосна ако не ви доловам дел од мој престој во ова село. Во моментов се најдуваме во населеното место Близанско, кој е еден потенцијал за развој на туризмот, а ние како локална самоуправа, поточно во ова место Близанско имаме урбанизирано покрај старата населба уште 2 туристички населби, а во близина и селото Здуње имаме урбанизирано 3 туристички населби, каде досега имаме продадено 310 плацеви за викенд куќи, а исто така имаме продадено 2 локации за 2 хотели кои треба да никнат на самото Поречко езеро. Тука во ова населено место и населените места што ќе никнат туристичките населби, почнавме да пробиваме улици, а во догледно време ќе правиме и фекална канализација и водоводна мрежа, со што оваа населба Близанско и Здуње и 5 нови туристички населби ќе станат градски населби покрај нашето езеро, се со цел да доаѓаат туристи, ќе се градат, како што кажав, хотели, ќе се градат ресторани, маркети, така да овој дел, бидејќи е многу близко од местото кај што сега се најдуваме, сме само на 40 километри од главниот град Скопје. Единствен хендикеп е патот кој треба да се догради. Се надевам владата ќе однајде средства да го догради овој пат за уште 12 километри до градот Скопје да биде патот регионален, бидејќи е прогласен за регионален, со што ќе се овозможи побрзо нашите туристи, нашите гости да стигнуваат, да ги видат нашите убавини, да ги вкусат специјалитетите што ги припрема ова местно население и се друго со што располага нашата општина Македонски Брод. Но пред да го напуштам, ако така можам да кажам, езерското пристаниште во селото Близанско, вториот дел од приказнава за Поречкото езеро нема да биде потполна и потполна целосна ако не ви доловам дел од мој престој во ова село. Се наоѓам во централниот дел на Поречијата, поточно речено на десетини километри узводно по реката Треска, каде што се формира Поречкото езеро. Дојдовме да направиме нова репортажа за овој регион. Се наоѓам во селото Близанско, каде што ќе правиме нова репортажа, но пак едно ќе речам, погледнете што е рај, погледнете што е убавина. Може би безброј пати сте биле во Охридското езеро, Преспанското, Доранското и на другите акумулации вештачки во Македонија. А може би сте дошле овдека и во Поречијата. Може би малку ви е чудно што овој чамец е вака овде однопаку поставен. Не е однопаку, туку ги чека туристите да дојдат, да се качат на овој чамец и заедно со него, со состојникот на чамецов, да прошетате низ Поречкото езеро, да ги видите убавините кои што ги има овој крај. Сега јас ќе отидам понатаму, на 100 метра, да го побарам до мајчинот и заедно со него да отидеме по езерото. Иако селото Близанско постои се уште на географските карти и се уште може да го најдете во Македонија, овдека во Поречија, во еден нов лик, во една урбана средина, сепак во Близанско ќе најдете и стара селска архитектура, како што се овие двете згради позади мене. Едната е куќата, каде што луѓето
порано живееле, а другата е кошарата, таа тука што е од дрво повеќе изградена, каде што се чувало, каде што ги чувале жителиците, а тоа е ова овде. Значи, десно од мене е куќата каде што живееле, а малку десно е кошарата каде што ги чувале жителиците. Ова позади мене е таа дрвена градба која што претходно ви ја спомнав, каде што мештаните до ова село во минатото ги чувале своите житарици, а пред се класието, царевката одека по народски кажано. Ова е таа градба. Ова овдека исто така е дрвена кошера, која што е направена од дабаво дрво, тоа е ова големата греда, и овие се вертикалните, додека овие што се другите штиците или летвите, така речено, може да бидат направени исто од дабаво дрво, може да биде од сам, главно служело, еве и денеска служи, меѓутоа се е праздали ќе наполнат кој ќе стаса пченката, мештаните да се наполнат со пченка. А ова десно од мене било пондила или штала. За жал денеска е празна и падната, значи останати се само градите и летвите, кои што летви се направени од багремово дрво или од габер. Али стварно да ви кажам реално, кога ќе го видам ова, кога ќе видам ова архитектонска градба, кога ќе видам ова што овде направено, ми се радува на душата дека стварно едно време и јас се го користев кој што бев дете во моето родно село Рилево, а од овдека е далеку пешки неколку десетина часа. Ова пондила, ова штала што претходно ја видовте, кој што е изработена и направена од камен, а покриена е со дрвена конструкција, која што наместо летви и наместо џерамиди порано се користела слама, и тоа ржанова слама. А таа ржанова слама сигурно овдека некаде се произведувало во полето на селото Близанско, кој што за жал денеска полето не постои, има само вода. Сте дојдени во овдека во село денеска? Многу да. Не, вчера сме дојдени. Вчера? Да. А, така и? Да. Доаѓате често пати? Па да, цело лето сме тука. Цело лето? Да. Блазесиве, ви се видувам. Иначе од каде сте родом по потекло? Од Драчево, во Драчево живееме. Аха. Да. А ти? Исто Скопје, имам Бутел. Во Бутел се, аха. Е сега вака едно, кои импресии ги носиш за таму кај твоите другари, другарки за овај убав крај, за Поречира, за Поречково езеро? Што ќе им препорачаш? Да дојдат, дефинитивно. Да дојдат и да видат што е убавина? Да. Каде е поубав животот, овдека или во Скопје, што велиш? Овдека, Само што нема ноќен живот. ноќен живот? Да. Па, ќе се организирате сами ноќен живот? Да, првин пат да не го пуштат, па пусам тоа, ќе може така. се да се отвори ресторан и се. Сте прошетале ли низ Поречиво, односно по езеро? Битово имам одено дедо ми од таму, нагоре во Требовли имаме одено Брест, таму многу се убави тие села и така. Так, а наум овој према Пешна, према... Да, и таму имам одено. И таму? Да. Дали го памтиш ова село пред 10 години, пред 15 пред да биде потопено? Да, го памтам и тогаш имам таму во една стара куќа имаме седено. Ова не е пред неколку години градена. Хајде се наоѓаше старата куќа вака ориентационно да ни кажеш? Таа од Се потопена, така е? Таа од роднини не е и таму седавме, кај роднини седавме, ама сега ова пред неколку години е направено и така. Да, да. Добро, ајде. Да се видиме за Лазарно. Ајде, поздрав. Хајде, чао. Ова овде до мене е ореово дрво, старо некаде над 100 години. Овдека во Близанско, покрај сливите, крушите, праските, кајсиите, капините, дренките,
и се што друго шумско овоше. Ќе најдете најмногу и ореово дрво, каде што можете да вкусите од оревите. Малце горе погледнав да видам дали ќе најдам некој орев, меѓутоа се уште рано, овдека е позелена природата, посвежа, ќе дојдам за 10 дена и ќе наберам ореви да се каснам, да си направам чеф на душата. Ова овде до мене е порта. По старински, по селски кажано тарава, односно порта направена од дрвени штици, наречени тараби. А позади ова тарава се наоѓа ова куќа, која што е изградена од камен на 2 спрата, која што овдека, според моја проценка, сигурно и одолева на времето некаде повеќе од 50 години, ако нешто и ништо не е чудно, ако кажам и 100 години. Погледајте и уживајте. Опа! Да ставиме тачно. Овдека во минатото, во селово, во секое мало, луѓето си правеле вакви столчина. Новие дрвени столчина ќе поседнеле по старите мештани и ќе си го започнале лав муабетот, кој што сработил во текот на денот, кој каде бил, кој колку овци има, колку јагнина, колку продал, што купил, како поминал на пазар, дали во Прилепско, дали во Битолско, дали бил во Прилепско, како што реков, или во Скопско, или па бил некаде на гости во некое село, кај некои роднини. Овдека, значи, луѓето си ги кажувале своите патешествија, како денеска, како ние, помладите, преку телевизија, на интернет, на телефон, си ги кажуваме оние наши патешествија кои што ние ги поминуваме. Но, пак ќе речем дека ова овдека е тоа старо столче, кај што луѓето од памтивека си ги кажувале своите приписувања, своите истории и дневни поминувања. Сигурно сте прочитале или сигурно некој ви раскажувал за така наречените селски градини или бавче. Ова овдека е таа селска градина или бавче. Во оваа селска градина, од памтивека па и денес, луѓето за себе си саделе кромит, пипер, патлиџан, краставици, компири, се и се што, каде што на есен во дрвените качина ги полнеле со туршија, со кисела зелка, со се оно што му требале за да поминат во зимата. А се разбира, во текот на летото, ќе си скинеле патлиџанче, краставичка, лукче, ќе си направеле салатичка, со убава ракија, мезе на душата ќе си направеле, ќе си каснеле, што се вика, да се нахранат, ама и убаво да си поминат. Да ви кажам една друга приказна која што ми ја кажува мештаните од ова село. Дека во минатото мелем било и многу убаво било да се направи мешавина на мезе од оцет, сол и вода и ситно издробен кромит, одно младо кромиче. Прсти да излежиш, ми кажува, да ви кажам реално, а овдека сум поканет кај едни мои пријатели, ќе отидам да го пробам, да го подготвам тоа. Одиме, буци? Ајде, буци, одиме. По речиси 3 часа престој во селото Близанско, ја продолживме пловидбата по езерските води во правец на селото Белица. Мојот водич, господин Ристовски, во меѓусебниот разговор за ова езеро ми велеше дека кога човек ќе се приближи до поплитките езерски крајближни води, ќе забележи дека кај брежието на ова езеро крие мноштво на извори, врела, врутоци, чии бистри студени води бликаат од утробата на карбонатите карпи. И за миг ќе заборави дека оваа акумулација не е дело на човечката рака, туку е рака на природата.
Во хидрографски поглед, Поречково езеро се наоѓа во средишниот речен слив на река Треска, која представува главен хидрографски реципиент со вкупен мрежен речен запад од 2100 квадратни километри. Речната мрежа во поречието е дел на речниот систем на река Вардар од потегот на вливот на реката Студенчица до реката Девич, Крапска река, изворот Питран, река Белица, пред влезот на големата клисура од кај селото Девич па се до селото Шишево во должина од 60 км, каде што станува збор за втората по големина клисура во кањонскиот дел по на Мариовската. Исто така како што се интересни чисто кристалните езерски води, планинските масиви кои ја обиколуваат езерската шир, можно интересно е и езерското крајбрежје, кое во себе крие мноштво на пештери и пропасти. За нивниот број точно не може да се каже, бидејќи пределот се уште не е целосно истражен, ми велеше господинот Ристовски. Во летниот период езерото е погодно за кампување. Неколку заливи се претворени во привлечни плажи за посетителите, додека во крајбрежните води пловат сплавови со ресторани. Водите на ова езеро се мирни, небрановити, токму онакви како што може да посака секој љубител на спортови на мирни води. Езерските води нудат безпрекорни услови за развој на спортови на мирни води, како што се маратони, едрење на вода, кајак на мирни води во сите дисциплини. Во тоа, драги мои, се уверив и јас, додека пловев низ Поречкото езеро, а тоа што јас го доживеав, импресиите не можат со ништо, ама и преку објективот на камерата да се опишат или доловат. Едноставно човек мора да дојде за да го доживее ова. Поречиси 2 часа пловење дојдовме при крајот на нашата втора етапа од нашата пловидба по бистрите кристално чисти езерски води на Поречкото езеро, на езерското пристаниште во непосредна близина на селото Белица, во истоимениот мотел Белица. Кога се симнав од моторниот чамец и откако застанав на цврсто тло, како што се вели, не можев да си поверувам од гледката што ја имав пред своите очи, која од која пугава, која од која полишна. Навистина не можев да направам разлика од спојот на убавото нешто што го создала природата, составено и од езерската шир, и од планинскиот пейсаж, надополнета се специалитетите здрава храна не само во мотелот Пешна, туку и од ресторанот Дедо Илјо, кој се наоѓа на само 3 км северно од езерото Козјак, веднаш до пештерата Пешна, а богами и од ресторанот Извор. Ako ovo, ке сакаш, ке.